Сега е 18 часот и 48 минути и време за разговор со нашиот и ваш гостин, господин Ивица Боцевски од Центарот за истражување на политики, поранешен вице-премиер и поранешен амбасадор во Бразил, со кого ќе ги анализираме актуелните политички случувања во Македонија. Се надевам дека нема да имаме проблем со линковското поврзување. И јас, Господине Боцевски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро најдов. Добро ви утро и од мене, господине Боцевски. Ви благодариме што ја прифативте поканата. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се со нас во моментов, но и оние кои покасно ќе не гледаат и слушаат. Добро утро од мене. Кај вас мислам дека е вечер се. Добра вечер или како? Како ќе го прокоментирате говорот на струмичкиот градоначалник Коста Костадинов, кој доаѓа од редовите на СДСМ, кој говор го имаше по повод одбележувањето на 119 годишнината од убиството на македонскиот великан Гоце Делчев, каде што за прв пат од промената на исконското име Македонија, а како резултат на Преспанскиот договор, кој договор токму неговата партија и го подпиша, го употребуваше историското име Македонија наместо новата Кованица. Ако имавте можност да го слушате, ве изненадили со патриотизмот кој го користеше за време на говорот, во кој говор го величеше македонскиот апостол Гоце Делчев, при тоа напаѓајќи ги сите оние кои му ги мешаат коските во гробот и 119 години од неговото убиство. Како ќе го објасните ваквиот говор, кон кого беше наменето прекорувањето и дали ова не е дволичност и прекасно за еден ваков говор кој доаѓа од човек кој е член на СДСМ партијата, која ги подпиша двата погубни договори, оној од Грција и оној од Бугарија? Па, најнапред сакам да кажам дека македонците извојува една голема културна победа, имено никаде во јавниот говор во Македонија, никаде во приватниот говор во Македонија не се користи наметнатото име кое што на нелегален и неуставен начин беше наметнато во текот на 2018 година. Едноставно дури и за оние кои што се најпламени приврзаници на случувањата и на Зоран Заев, не го употребуваат никаде во дебатите, во кои што идат на телевизиите, се разбира, ниту пак го употребуваат во приватниот говор. Единствен кој што остана, кој што уште официјално го употребува се новиот премиер Димитар Ковачевски, дел од овие најрадикализираните членови на владата како вице-премиерот Бојан Маричич, председателот Стева Пендаровски, тука некаде завршува кругот на луѓе кои што се уште зборуваат за некаква си северна. Од причини што, пазете, веќе непристојно е да се зборува за северна. Знаеме што се случуваше, знаеме како тоа име беше наметнато, знаеме за целата корупција околу целиот овој случај, знаеме за вмешувањата од страна кои што беа во овој случај и знаеме на крајот на криштата за сите овие, да ги наречам условно, недемократски случувања околу наметнувањето на некое си истовно име кое што ниту еден македонец ниту сака да го прифати, ниту може да го прифати. Во однос на Костадин Костадинов, тој претпоставувам дека сега сака да ја искористи својата функција за како градоначалник на Струмица за негова лична политичка рехабилитација. Тој е млад човек, веројатно се гледа во политиката и сега му е потребен малку дополнителен патриотизам, ако можем да го кажем. Велите дали е лицемерно? Апсолутно, многу е лицемерно. Дали е прозирно? Апсолутно, многу е прозирно. Од причини што од една страна владата се труди максимално да им излезе во пресред на грчките барања, но од друга страна еве гледаме дека нештата не функционираат со Бугарија и они бараат работи кои што се тотално неприфатливи за нас. Исто така гледате дека договорот не се применува од грчка страна, тие немаат намера воопшто во било како да го употребуваат името Македонија.
Не само тоа, туку и она гордост, што е гордост во наводници нормално, на тимот околу Зоран Заев, кој што тврда дека членот 7 од Преспанскиот договор што овозможила разграничување на идентитетот може да помогне, може да им помогне на македонци од егејскиот дел од Македонија, и тоа не го гледаме. Еве, ниту таму немаме радиостаница, таму немаме медиуми, таму немаме политички партии, имаме една само политичка партија, здруженијата редовно не успеваат да се регистрираат. Една лоша ситуација за македонците во егејскиот дел на Македонија продолжува, во Пиринскиот дел на Македонија уште полошо. Што тоа што, еве, пак ќе кажем, значи, прерани се сеќавањата, пресвежи се сеќавањата за да може да направи Костадин Костадинов едно вакво свртување, доколку Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сака да излезе од оваа бездна, каде што ги стави Зоран Заев, тогаш тоа е можно, но само со нови ликови, со едно големо извинување до македонскиот народ, кое што ќе дојде од нови политичари, кои што не се извалкани со сета оваа епизода околу Преспанскиот договор, околу претходниот договор со пријателство, околу Тиранската платформа, околу ова крадењето, околу СЈО и околу сите овие случаи што доведоа до тоа Македонија да изгледа како што изгледа денеска. Како ќе го прокоментирате фактот што премиерот Ковачевски, исто како и неговиот претходник Заев, не се појави на гробот на македонскиот великан Гоце Делчев во црквата Свети Спас, за да се поклони и положи венец во чест на одбележувањето на 119 годишнината од неговото убиство на 4 мај 1903 година во село Баница. Во момент кога Бугарија бара да сме признаеле дека бил бугарски револуционер, Димитар Ковачевски, наместо во улога на премиер да се појави на гробот на Делчев, реши само да напише статус на Facebook во негова чест. Како ќе го прокоментирате и непојавувањето на премиерот Ковачевски на одбележувањето на 150 годишнината од раѓањето на нашиот македонски апостол и деец Гоце Делчев, кој што се одржа во организација на Институтот за национална историја, откако претходно Ковачевски и неговата влада дозволија да се случи она што се случи во Битола со отварањето на бугарскиот културен центар Ванчо Михајлов, во време кога, како никогаш досега Бугарија, но и ЕУ, со незиното премолчување газат по нашето достоинство и дозволуваат мешање во нашите внатрешни работи, ставајќи ја под знак прашалник независноста и самостојноста на нашата држава Македонија. Дали мешањето во внатрешните работи со аминување на сегашнава ненародна власт и од што се повеќе се исплаши Ковачевски? Од бугарскиот државен врв или од соочувањето со македонските историчари и нивните научни дела засновани на историски факти, а не на измислени приказни? Па, еве, јас бев присутен на отварањето на настанот кој што беше под покровителство на Македонската академија за науки и уметностите, организирано Институтот за национална историја и со учество на исто така на председателот на МАНУ, на ректорот на Универзитетот Кирил и Методи, значи еден соодветен настан кој што на соодветен начин го ја обележува годишнината од смртта на Гоце Делчев. Зошто не дојде премиерот е многу јасно, затоа што нема што да каже и затоа што се плаши, знаете, и тоа е истата причина. Зошто, на пример, не сте го виделе никогаш Зоран Заев на ниту еден фудбалски надпревар? Зошто не сте го виделе ракометен надпревар како игра репрезентацијата на Македонија? Зошто не сте го виделе еден кошаркарски надпревар како игра репрезентацијата на Македонија? Затоа што е свесен за тоа каква ќе биде реакцијата на народот на секој негово појавување. Исто да се однесува за Димитар Ковачевски, со тоа што Димитар Ковачевски има една голема предност во однос на Зоран Заев, тој дури да се појави повеќе од половина и повеќе од присутните на фудбалскиот надпревар, на кошаркарскиот надпревар, нема да го препознаат. Затоа што се уште во Македонија имаме еден сериозен проблем да дознаеме кој всушност е премиер на Република Македонија. Јас малку проверував и низ политичката историја и не можам да најдам пример друг каде што некој човек кој што бил заменик министар за финансии
станал премиер, по заминување на премиерот, дури кога станувало збор од иста партија. Еден човек кој што никогаш не излегувал во јавноста и сега не излегува во јавноста, не се соочувал директно со своите политички противници, не се соочувал директно со критичката јавност и денес тој кога излегува во кореографирани телевизиски емисии, каде што целото интервју е скриптирано од почеток до крај. Така што, нели, премиер значи прв министер, во случај в Македонија нема прв министер, туку има прв спикер, кој што го чита она што му е напишено. И во тој контекст јасно ми е зашто тој се нема појавено, тие се наоѓаат во едно менгеме. Од една страна знаат дека кога тогаш ќе мора да излезат на избори, од друга страна знаат дека ќе поминат како боси по трња, како што вели нашиот народ доколку излезат на избори, и од овие причини тој не се појави на ова соочување. Исто така му беше страв, како што на сите им е страв, за тоа како ќе реагираат тука присутните луѓе од македонската наука, публицистика, не само од историската наука, тука имаше и политолози, како професорката Билјана Ванковска, тука имаше антрополози, културолози, обштественици имаше, поранешни дипломати, го видов амбасадорот Ристо Никовски, например, исто така, беше присутен и лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Меѓутоа, од она што го забележав е дека највисока личност која што дојде таму беше вршителот на должност на директор на Македонски пошти, кој што имаше еден многу невпечатлив говор на целиот тој настан. Во однос на тоа зашто не бил во Свети Спас, иста е причината. Знаете, се плашат од соочување со народот. Тие знаат дека пред црквата Свети Спас има насобран народ, знаат дека овој народ е сензибилизиран околу овие прашања, знаат дека им значи прашањето, дека се македонци, дел од македонскиот народ и така натаму, така што се разбира дека тоа е причината зашто таму не се појавиле. Зошто пак не се појавија во Битола на службената посета на потпредседателката на бугарската држава и на бугарскиот премиер, ќе ги прашате нив, затоа што тие се тие кои што го дозволиле овој настан да се случува. Знаете, не може премиер и потпредседател на држава да ви дојдат вам без вие да дадете согласност за тоа, затоа што тие не доаѓаат сами, доаѓаат со цела делегација, доаѓаат со обезбедување, со возила. Сето тоа било најавено и требало на соодветен начин да се каже дека не се добре дојдени. Тоа е едната контроверза. Втората контроверза е ова што го кажа поранешната министерка Рената Десковска, која што каже за правда, која што каже дека таа не дала согласност за еден таков клуб да биде отворен во Македонија заради личноста на Ванчо Михајлов и неговото делување во текот на Втората светска војна, кога тој ја поминува Втората светска војна во друштво на Анте Павелич во Загреб. И сега видите таквиот чин вас ве брише од светската историја. Не само тоа, туку тој по налог на Хитлер доаѓа во доцниот август, ран септември 1944 година, обидувајќи се да направи некоја нова квинслишка творба овде, веројатно некоја независна држава Македонија, како што е независна држава Хрватска. И помине како што тоа завршило како што завршило. Завршило како што завршило, тука не се создала таква работа, меѓутоа тој се бришал себе си не само од македонската, туку и европската и од светската историја како релевантен фактор. Тој се ставил себе си на столбот на странот. Зошто ова беше дозволено, не знам. Ми останува само да се сомневам дека можеби Бојан Маричич како министер за правда дал согласност, или пак премиерот Заев дал согласност, или овој Ковачевски дал согласност да се отвори таков клуб. Внатре гледате дека има цела серија провокации и не само тоа, туку клубот се наоѓа на место во Битола каде што е фреквентно, прометно провоцира, како да поканува да се случи некоја провокација, тоа веројатно и целта. Срамотата да биде поголема, тој ден во Македонија, во Битола не функционираше македонска држава, ја немаше македонска држава. Тој ден Битола беше град од некоја друга држава, не беше дел од македонска држава и не само тоа, провокациите продолжија. Подпредседателката Јотова каже дека немало македонци во Бугарија, се чудеше јавно. Утре дента во Охрид исто така имаше провокативни изјави. Јас не знам, мислам дека е срамота ова што се случува и дека
и дека владата буквално ги изгуби сите можности да биде коментирана на било кој начин. Едно од не. Едно од многуте барања на Бугарија е и влегувањето на така наречените самосвестени бугари за влез во македонскиот устав како конститутивен народ. Која им е целта со оваа нивно барање? Дали тоа значи и промена на преамбулата на македонскиот устав? На кој начин владата на Ковачевски планира да ја реализира таа конститутивност на бугарите и што тоа ќе значи во контекст на бугарските барања за идентитетот на македонците, бидејќи мене ми изгледа како една голема замка која подолг период ја спрема Бугарија, а оваа власт тоа не го гледа или пак не сака да го види. И дали сето ова има некаква поврзаност со прогласувањето на Кирил и Методи за бугари, но и словенската писменост за бугарска од страна на Бугарското собрание? Видете, ние сега во моментот можеме да шпекулираме во една, во друга, во трета насока, но очигледна е целта на Бугарија. Бугарија сака да го оспори македонскиот етнички идентитет како посебен. Тие сака да кажа дека македонскиот етнички идентитет е само еден израз на големиот бугарски идентитет, дека ние сме бугари. И сите овие барања кои што произлегува од нивната декларација на собранието од 2019 година, че не беше, и од рамковната позиција на нивниот министерски совет ден предходно усвоен, е токму во таа насока. Односно се подријат сите оние столбови на кои што почива современиот македонски идентитет. Значи да се подрие и нашата историска посебност, културна посебност, јазична посебност и во секој смисол. Сега, во однос на ова со влегувањето во уставот, видете, Македонија одамна си има обврзано дека пред влезот во Европската Унија ќе направи една промена во уставот во кој што ќе влезат сите позначени етнички групи кои што обстојуваат на македонскиот простор и сакаат да сочуваат оваа нивна посебност. Значи тука прво влегуваат овие етнички групи поврзани со нашиот некогашен заеднички живот во поранешна Југославија. Значи зборуваме за хрватите, словенците, црногорците, унгарците, исто така тие веќе се во уставот, бошњаците се наоѓаат веќе во уставот. Меѓутоа исто така и некои централноевропски народи кои што имаат свој културни заедници во Македонија и кои што веќе имаат настава на свој јазик за дечињата од овие заедници. Тука зборувам за пољаците кои што имаат една голема заедница во Македонија, потоа чесите, словаците, украинците исто така, неколку традиционални заедници во Македонија кои што дошле заради други причини, например ерменците биле тука уште од време на Отоманската империја и тие имаат едно активно здружение. Покрај ерменците ги имаме и потомците на белогардејците, односно руската заедница дојдена тука после Октомвриската револуција како бегалци од руската империја, подоцна Советскиот сојуз. Значи, покрај нив нормално ги имаме и бугарите и грците. Сега знаете дека културолошки гледано и бугарите и грците нам ни се блиски народи и често се случува ние да се и ородиме со нив, имаме многу македонско-грчки, македонско-бугарски бракови, мешовити и така натаму. И нормално е, дел од тие луѓе сакаат да се ја сочуваат својата посебност, јазикот и така натаму. Одамна Македонија вели дека ова барање ќе го реализира пред влезот во Европската Унија и не само тоа, туку да ќе се види кои други работи се планираат околу сочувувањето на нивните културни права. Значи тоа не е спорно во тој контекст. Меѓутоа што е спорно во однос на бугарскиот контекст? Во однос на бугарскиот контекст е прво спорно како тие сакаат да влезат бугарите во македонскиот устав, дали ќе влезат деловите на бугарскиот народ или ќе влезат некои си македонски бугари. Според мене, нивната цел со влезот на бугарите во македонскиот устав е да се представи целокупниот македонски народ како бугарски народ. Тоа е целта. Се разбира дека сакаат промена и на преамбулата на македонскиот устав и не само тоа, тука лежат бројни замки. Например, знаете вие дека сите етнички заедници во Македонија си имаат свој ден кој што го слават. И токму затоа во тој контекст го разбрав вашето прашање. Собраниска декларација тие ги прогласија Кирил и Методи за
бугарски, нели? И сега што ќе биде, да речеме, ако тие речат, ден на бугарската заедница ќе биде Свети Кирил и Методий како бугарски просветители и некои други одредници, што ако речат 2 август, како бугарско некако востание во Македонија и така натаму. Така што се разбира дека целите се лоши на Бугарија. Се разбира дека лоши од наш аспект, од нивни аспект тие го гледаат тоа како нормално. И дека ова е многу проблематично за нас. Ова е страшно проблематично за нас, ова е неприфатливо за нас. Сега дали тоа ќе заврши така, не знам. Ја сметам дека нивните барања се далеку поголеми од влез на бугарската заедница во устав. И сами видовте дека некои 1500 луѓе се изјаснија дека мајчин јазик им е бугарски во Македонија. Дури во Скопската чаршија се ги има една шега дека во Македонија има повеќе бугарски здруженија отколку што има бугари во пописот. Овако. И тоа не е далеко од вистината. Дури имаме и една партија која што се викаше Бугарска демократска унија, мисле чини дека се вика. Лидер еден млад дечко од Штип постојано провоцира. И претпоставам дека тоа е и целта. Значи, тој со тие негови провокации не бара гласови, никој нема да гласа за него со такви ставови. Тоа едноставно одработува за оние кои што му го финансираат движењето и партијата и му возможуваат живот. Ништо. Мислите на Колев? Така ли се викаше? Тој со братичка? Така мислам, да. Да. Како што реков, значи во секоја држава има во политиката екзибиционисти, еве го и овој сега. Сега тука нашо леве бара некакви си бугари, се обиде на изборите, мислечени тоа да го стави во една друга обланда, меѓутоа луѓето го прочитаа, тој и не поминува во Македонија. Бугарија со последните неколку чекори во изминатиот период го направи по се изгледа ветото да биде неотповикливо пред се со консензусот кој го постигна сите политички партии во Бугарија. Со други зборови го забетонираа ветото. Дали со ова Бугарија ни ги намали опциите и на некој начин не стави во ќош и сега ако сакаме напред ќе мора да се прават отстапки или како што од меѓународната милват да речат компромис, но во нашиот случај таквиот компромис по се изгледа ќе биде само на наша штета. Кои би биле следните чекори кои Македонија треба да ги направи за да излезе од оваа заврзлама, што самата македонска влада дозволи да дојдеме до ова дередже со досегашното водење на разговорите без претходно да направат длабока анализа? Па тука ќе бидам најдиректен и ќе ви кажам дека пазете, тој договор помеѓу Македонија и Бугарија се преговараше долго време. Тоа не падна од небо. И идејата не беше тоа да заврши вака како што заврши. Туку идејата беше да се дојде еден балансиран документ кој што ќе биде од користи за двете страни. Целата работа запна некои 3 точки, кои што беа оценети од страна на македонска дипломатија дека ја загрозуваат македонската, ако можем така да кажем, посебност. И што се случи? Председателот Иванов во тој момент цврсто застана на позиција дека не доаѓа во предвид подпишување на еден ваков договор кој што ќе биде асиметричен, односно договор кој што ќе даде повеќе моќ на Бугарија отколку на Македонија и при тоа беше посочени како точки каде што е можна ваква блокада е токму оваа комисија што е историскава и можноста Бугарија да стави вето на македонската европска интеграција. И се случи тоа што се случи, односно Зоран Заев кога седел во Бугарија, кога му го споднале договорот, тој сакал веднаш да го подпишува, го премислиле тоа да не биде веднаш и уште направи уште една поголема провокација зашто го подпишува договорот на 1 август, нели во предвечерието на Илинден. Нормално, согласно нивната цел да каже дека Илинден е заедничко македонски-бугарски празник и дека Илинденското востание е бугарско востание. Тоа на Зоран Заев ништо не му значеше. И пред малце ме прашавте за Димитар Ковачевски. Нема исто така, ништо ова не им значи, знаете. Станува збор за една комплетно анационална генерација која што само си гледа својот личен интерес, која што само си гледа својата кариера, своите пари, својата моќ, својот статус, а не гледа дека живеат во една заедница која што треба да ја негуваш, да одржуваш, затоа што моќта, статусот и парите зависат од целата заедница, не зависат само од самиот човек. И влеговме во една ваква глупост, односно во една ваква авантура.
Убаво рековте дека Бугарија го забетонира ветото. Што треба Македонија да направи? Прво да ги прекине разговорите, да рече дека не да ги прекине разговорите во комисијата. Во комисијата нека си работи комисијата. Ова што е за историја. Нема никаков проблем. Вакви комисии работат со години, со децении и така натаму. Тоа не е работа која што треба да се заврши од денес за утре. Значи, не е ова како кај вас во куќа протекува кровот, па сега ако не го направите веднаш ќе направи голема штета. Ова е работа која што ќе се дискутира и ќе се дискутира, историчарите ќе си зборуваат за ова со години, ако треба и со децении. Ако доаат до заклучоци во ред, ако не дадат исто така во ред, нема ништо спорно околу тоа, меѓутоа треба да се прекинат разговорите поврзани со околу овие прашањето за датум. Дури јас мислам дека можеби не е лошо Македонија да истапи од овој договор за добрососедство, зашто овој не стана договор за добрососедство, туку стана договор за мешање во внатрешните работи на Македонија. Односно, вие мора да промените играта, да промените политиката, за потоа да може да седнете да дискутирате нормално. Тоа што од владава се правдаат е наводно дека и Европа била вмешана, меѓутоа, пазете, европските политичари ова го гледаат трансакционо, како да кажем. Тие гледаат, ај сега има некој проблем, ајде да го решиме, без да навлегуваат во длабината на проблемот. Не ги интересира тоа. Нив само ги интересира, ајде да видиме како може да се реши тој проблем. Не ги интересира, знаеш, на некои ситни детали и така натаму, или пак длабината, колку е длабоко е проблем. Ајде да го решиме, демек да го ставиме адакта. А за нас ова е сериозен проблем, затоа што нема никаква опасност. Македонија нема да се бугаризира. Мислам, тоа е вон памет. Гледате, овој отпор што расте против овие бугарскиве барања, не само што во моментов не обединува во Македонија. Значи, освен овие што ги реков неколкумина што се чудни ликови, никој во Македонија не истапува сега да ги поддржува бугарскиве тези. Боже сачува. Не само тоа, туку гледаме дури од политичките партии на етничките албанци во Македонија. И тука се внимава на целата оваа работа, токму заради тоа што се знае дека станува збор за прашање кое што на македонците им е многу сраснато со срце, ако можем така да го кажем. Значи, околу вакви теми не се дискутира. Вие знаете, во Австралија живеете во едно големо мултикултурно општество, значи постојат лични работи кои што понекогаш се блиски пријатели, нели, не е пристојно да се дискутираат, не бива, така. И се наоѓаме во една таква ситуација. Мислам дека ние треба, наместо да играме играта, ние треба да ја превртиме шаховската табла и да им кажеме дека веќе не играме шах, од денеска играме некоја посериозна игра. Можеби и боксе. Нека нова игра. Дали токму ова е причината што меѓународната заедница ја притиска Македонија да направи компромис, иако е свесна дека таквиот компромис е на штета само на Македонија? Дали таквиот начин на притисок, поблаго кажано на советување, може да се смета за компромис или пак како наредба да се попушти и да се задоволат страстите на Бугарија, која е и членка на Европското семејство? Не, тука е друга, ми се чини причината. Кога што го реков, тука е причината што тие гледаат само некои своји геополитички цели. А која е геополитичката цел е веројатно се врза трајна цела тој регион со Европската унија и со НАТО. И пазете, по мене не треба вака да се настапува. Ние сме врзани со нив, ако гледате нашата трговска размена, преку 80% од нашата трговска размена оди со земјите членки на Европската унија. Преку 60% оди само со Германија. Ако тука ги додадеме овие земјите на ЦЕФТА од регионот, тогаш околу 90% испаѓа од нашата економија врзана со Европската унија. Така точно, ние сме трајно врзани со нив. Нема тука никаква дискусија околу ова. Секој што ќе води таква дискусија околу ова, очигледно не ги видел бројките или пак живее во некој свет на илузии. И сега предпоставам дека треба институционално оваа врска некако да проработи за Македонија да се изедначи во статусот со Србија и со Црна Гора, кои што веќе преговараат со Европската унија, не само Македонија, туку и Албанија, веројатно и Босна и Косово. Меѓутоа, што е проблемот? Проблемот е, Србија преговара со години, Црна Гора преговара со години, меѓутоа тој преговарачки процес не води никаде. Односно, Црна Гора ги има отворено сите поглавја, нема затворено ни едно. Србија исто така има еден пресериозен проблем да ги со преговорите, така што
Тоа е само инсистирањето, едноставно да се изедначат сите на Балканот, да бидат на куп и нели да бидат помал проблем од страна на Западот. А во однос на тоа, како што реков, никој во Европската унија не се задолбочува во овие, за жал, во овие работи. За сите нив тоа е као, пак некои глупости таму на Балканот, воопшто нема потреба тука да се влегува, да се земаат страни, оставете ги, нека кршат глава, нека прават што сакаат. Тоа е така од нивна страна гледано, од наша страна гледано. Така гледа, да. Од наша страна е поинаку и затоа ние поинаку постапуваме. И затоа ние даваме отпор кон овие работи. Вие како поранешен човек од дипломатијата и како политиколог, како ќе ги прокоментирате најавите од страна на бугарскиот премиер Кирил Петков за наводната негова заложба за помрднување на разговорите и наводното забрзување на процесот за одблокирање на ветото, а со цел да ги започнеме пристапните разговори? И дали неговата идеја, односно најава за одложено вето, е еден вид настапица за да влезе бугарската преговарачка рамка во преговарачката рамка на Европската унија, за потоа да го имаат тоа силно оружје пред секое ново отварање на секое поглавје. Дали со ова ќе се створи еден вид на лавиринт, преку кој Македонија никогаш не може да излезе, а со тоа и не може да влезе во Европската унија, се до комплетно исчезнување? Па видете, тука мислам дека станува збор за една стапица во однос на друга работа. Мислам дека во тие тајни преговори што се водат зад нашиот грб, за кои што никој друг не знае, освен 5-6 души во владата, дека македонската страна условно кажано има кажано дека дури да се пристапи кон промена на уставот за внес на бугарите во уставот, нели? Таа работа не може да се заврши брзо, односно промена на уставот во Македонија и најбрзо се прави бара некои 180 дена. Значи дури и Зоран Заев со кршење на сите лудила што беа таму, и тоа траеше околу 6 месеци, нешто повеќе од 6 месеци. И исто така, имајќи предвид дека една теорија важеше наводно затоа што македонците бараат гаранции за целата оваа работа, сега да се отвори тој процес, да се затвори кога ќе се влезе во унијата. Меѓутоа нормално вие го немате таа моќ, Бугарија има таа моќ. И предпоставам дека ова е контрапредлог од Бугарија. Тие велат во ред, отворете го уставот, нели почнете ја постапката, кога ќе ја завршите постапката, тогаш ќе продолжат преговорите. Што ќе значи што сакат да кажат, например, формално ќе ви дадеме сега можност да почнат преговорите, да се одржи оваа прва меѓувладина конференција, која што е исто така еден оркестриран и кореографиран момент. Од таа страна се чита преговарачката рамка на Европската унија, од наша страна се чита нашата преговарачка рамка и тоа е почетокот на преговорите. Меѓутоа, вели втората меѓувладина конференција, она кога навистина ќе почнат преговорите, тоа да се одложи. Тие велат 2 години, веројатно очекуваат во овие 2 години, тоа е проблемот сега, во тие 2 години, че не е само уставот, него тука има многу други работи кои што треба да се завршат во овие 2 години. Дали ќе влезе бугарската преговарачка рамка во преговарачката рамка на Европската унија? Апсолутно ќе влезе. Затоа што ако го видите вие тој договор го има на веб. Значи не овој од собранието, него тој од владата. Се вика рамковна позиција на Министерскиот совет. Тие буквално имаат, врзуваат цели поглавја, целиот преговарачки процес со работи кои што Македонија треба да ги направи. Значи учебниците се сменат до тогаш, не знам, ова да се смени до таму и така натаму. Значи целата бугаризација тие се предвиделе во преговарачката рамка и апсолутно тоа ќе влезе во преговарачката рамка со Европската унија. Сега кој е нашиот дел? Нашиот дел е што, како што реков, нема прва меѓувладина конференција дека не се согласат рамките. Меѓутоа јас мислам дека овие се толку очени, толку мислат дека тој датум народот го посакува, што може да влезат во некоја глупост. И сега тоа е пресериозен проблем. Тоа е пресериозен проблем. Каде исчезна? Не, само да се докажам. Дали ќе створи лавиринт? Лавиринтот веќе постои. Гледате, Србија и Црна Гора се во тој лавиринт. Со тоа што на српскиот и црногорскиот лавиринт ќе се надоврзи уште еден бугарски подлавиринт во нашиот случај. Тоа е тоа.
Каде исчезна оптимизмот кој преовладуваше кај политичките чинители во Македонија? Дали тој оптимизам беше реален или пак овие од власта, така речено, се насанка на Петковото насмеано лице, не гледајќи ги вистинските намери кои се кријат за тоа насмеано лице? Па, како да кажам сега, тука сметам дека стануваше збор како за многу работи во Македонија, за една, не знам како да ја раскажам сега, за една фантазија. Значи, тие си фантазираа дека Петков е различен. Харвард, Марвард, не знам што и така натаму. Меѓутоа, немаше некоја си... луѓето ги цениме според тоа како зборуваат, како разговараат, нели? Ние не видовме дека кај него има некој различен говор. Еве, тој кога зборува за прашањето за Македонија, по што се разликува од Бојко Борисов? Или од покоен Божидар Димитров? Или од Красимир Каракачанов? Добро, не, од Красимир Каракачанов се разликува затоа што тој е будала. И тој излегува со онакви тешки провокации. Не само кон Македонија, вие знаете, такви ликови како Каракачанов, тој излегува во Бугарија со некои провокации кон тамошното турско население, ромско население, кој што во Македонија нема политичар кој што ги искажува. Значи еве со такви ликови да не го споредуваме, еве да го споредуваме со овие други, меѓутоа нема разлики, нема никакви разлики. Сега каде исчезна? Исчезна затоа што беше јасно дека ќе исчезне. Петков еве најави некои комисии и тие комисии звучеа убаво во моментот кога беше висок адреналинот. Падна адреналинот, толку. Така што ете, тоа е целата работа. Како да излеземе од ваквата ситуација? Дали решението може би треба да го бараме во раскинувањето на Преспанскиот договор, со што ми се чини дека ќе ни се отвори патот за враќање на уставното име од една страна, а од друга страна пак, наместо да слушаме за отстапки, ќе извршиме контрапритисок кон Европската Унија за започнување на пристапните преговори. И дали ваквиот потек ќе ги заплаши бугарските власти да отстапат од небулозните барања, бидејќи ќе се плашат дека Македонија ќе посегне и по поништувањето на договорот за добрососедство. Зошто нашата дипломатија на чело со првиот човек, господинот Бујар Османи, е секој пат во некаква дефанзива наместо во офанзива? Значи, вака сега, и јас исто така сметам дека дека Преспанскиот договор е тек околу нозете на Република Македонија, дека тој колку што е можно поскоро треба да го снема. Значи, на иста линија сме тука. Односно, дека Македонија треба да си го врати својот уставно име Македонија. Тука сме на иста линија. Меѓутоа, знаете, понекогаш е потребно да се види пошироката слика и да се види што ќе се случи утре дента ако се направи еден радикален потек и се раскине Преспанскиот договор. Значи, во моментов не постои меѓународна клима околу Македонија која што возможува еден ваков чин да се случи и да не направи проблеми за нас. Значи, еднострано раскинување на Преспанскиот договор во моментов ќе биде на една огромна штета за Македонија. Ако сакаме ние да се бориме да го снема Преспанскиот договор, треба да се бориме на таков начин, по една толку разумна, мудра битка, што кога ќе биде раскинат Преспанскиот договор, тоа ќе биде прифатено од страна на светот како едно надминување на една неправда во која што биле македонците. Меѓутоа, да дојдеме до таму, ние треба да му објасниме на светот зошто тоа е така. Значи, тоа не се случува преку ноќ. Тоа е една долга битка. Таа долга битка иде во две насоки. Таа е битка низ културата. Што значи битка низ културата? Е ваква. Низ медиумите зборувам јас со вас, зборувате вие во Австралија, зборуваме ние на секаде за тоа што ни се случило. И една правна разврска. Значи, прво документираме како се случи целата работа во Македонија. Документираме, но и процесираме. Значи, тука имаше не само повреди на уставот, имаше бројни кривични дела поврзани со Преспанскиот договор. Исто така и во сферата на меѓународното право. Се кажува кои се тие нешта поврзани со меѓународното право кои што се прекршени со страна на Преспанскиот договор. Така што според мене ова е една долга битка, меѓутоа како што секоја нациите се градат низ едни вакви долги битки. Ние ќе покажеме ние ќе го покажеме нашата зрелост како нација со тоа што ќе водиме една битка од која што на крајот ќе излеземе како победници. А чин, еве, на еднострано раскинување од наша страна сега во моментов, тоа ќе биде како една вид на искра која што брзо ќе ја угасат. Не ни треба повторно таква една искра.
Сме имале често низ историјата такви ситуации, меѓутоа сега имаме македонска држава, мораме да ја заштитиме македонска држава и на крајот да си го вратиме нашето уставно име. Но како што реков, да не влегуваме во илузии дека тоа е можно преку ноќ. Тоа ќе биде резултат на една долга битка. Во однос на тоа како ќе делуваме, како што реков, кон Бугарија можеби треба да се каже дека договорот за добрососедство Македонија може да излезе од таа работа. Тука нема да има таква иста реакција како што беше при овој другиот договор, или пак евентуално да ги известиме нив дека го кршат договорот за бракососедство. И го кршат, како не го кршат. Значи, според мене, ова се две различни работи, а Македонија мора да покаже гордост. Значи, гордоста, во моментов тоа е проблемот. Значи, дипломатите во Скопје, амбасадорите во Скопје, дипломатите надвор, немаат од македонска страна соговорници кои што им ова го зборуваат. Од наша страна имаме соговорници кои што кажа, добро, ќе видиме. И се кажете вие, добро, ќе видиме, нормално дека соговорникот мисли, ова не им е битно. Так. И не само тоа, туку таму има за жал луѓе кои што мислат дека како што може да се го сменат името, сега ќе може и други работи да ги направат. Веќе го направија тоа еднаш, нема да ги боли и повторно. До таму се доведовме ние со Зоран Заев и со неговите глупости. Дали формирањето на посебни групи, односно комисии во разговорите со Бугарија, всушност и не вратија назад на почетокот на разговорите и направија нова стратегија со која се дефокусира јавноста, а одстапките кои ги бара Бугарија сепак ќе се исполнат само на подолг рок. Ова го велам затоа што ми изгледа дека додека јавноста ја замараат со неважни работи, како она со авионската линија Скопје-Софија, Мешовитата комисија се договорија за цар Самуил без да направи некој голем шок. Во време кога се зборува за одложено вето, ни го отворија културниот центар Ванчо Михајлов. Дали ова одложено вето всушност е стратегија за исполнување на сите бугарски барања, ама на подолг рок, како што претходно рековме? Па пред да тргнеме да зборуваме за групите, прво да кажеме дека Мешовитата комисија не се договори за цар Самуил. Значи нема договор околу тоа прашање. И сега ќе ви кажам зошто. Тогаш кажаа дека се договорија. Кога се договорија? Кажаа бугарите, не кажаа македонците. Да. Кај што има чат, има и оган. Нашите ништо не кажуваат. Не, ајде да видиме сега зашто се договориле, за да знаеме зашто се договориле. Значи, од наша страна постои еден тим на историчари кои што се современи, модерни историчари, од другата страна прво немате само историчари, имате и политичари, а имате и националистички политичари. И сега зашто станува збор? Значи, во последно време, не само во македонската, туку и во целата светска историја, овој периодов на средновековието се гледа низ не се гледа низ национални, да ги наречам, оптика, туку се гледа од контекстот на времето во кое тие луѓе живееле. И нашите рекле да, точно, и во нашата историографија постоеле работи кои што биле на времето поинаку толкувани, ние сега тоа ќе прилагодиме на современите текови во историографијата. Меѓутоа, од другата страна имате нешто сосема друго. Од другата страна тие велат не само што нема да се прилагодиме, туку вие ќе го земете бугарскиот национален наратив за средновековието. И од наша страна велат не може. Туку вие треба да се прилагодите и вие треба да го земете современото толкување што е на овој период. И сега таму се заглавени. Што е тоа што бугарите го сакаат тука? Тие велат дека не знам, дошло е бугарите, прабугарите, тие нели тоа некое несловенско племе кое што доаѓа од некаде од Централна Азија или од каде, од степите. И дека тие се смешале со словените на територијата на денешна Бугарија, на денешна етничка Македонија, на денешна Јужна Србија, дури делови од Косово, горе Албанија и така натаму. И во тој момент бугарската нација се обединила, се хомогенизирала и како таква постои од тој момент па до денешно во историјата. Што е глупост, нормално. Меѓутоа, тие сакаат тоа толкување да го наметнат и тоа толкување нема да успеат да го наметнат. Ова е проблемот каде што околу цар Самуил, нели, кога се зборува. Значи, како што гледате од оваа страна,
сепак станува збор за темелни историчари кои што не сакаат да се истрчуваат со изјави, а од другата страна има политичари кои што сакаат да представат дека направиле некој резултат, дека ги убедили. И тоа беше целата оваа ситуација околу цар Самуил. Мислам, не станува збор дека некој е луд доволно од таа мешовита комисија да прифати дека цар Самуил бил бугарски цар, Боже сачувај. Нема шанси. Меѓутоа, во однос на комисиите, видите, комисиите беа тогаш предлог, се сретна една, се сретна два пати и толку. Нормално, затоа што и македонската влада се занимава со наши проблеми, бугарската влада се занимава со нивни проблеми, нема тука никаков. Значи, веројатно идејата на Петков беше да се релативизираат работите преку тие посебни групи едно друго, меѓутоа не се направи тоа, туку напротив се дојде уште едно 10 чекори поназад во целата оваа работа. Истовремено се гледа дека на Петков веќе ова прашање му тежи. Тој сака да се оттараси од ова прашање. Меѓутоа не може да се оттараси од тоа прашање. Тој да има некое мнозинство, па ќе го видиме вистински од негов лик. Меѓутоа вака не знаеме, затоа што таму има и многу понационалистички партнери во неговата влада. Так. Дали едно од најдобрите оружја на Македонија за да излезе како победник во оваа игра со Бугарија, која засега успешно ја добива Бугарија, треба да донесе, односно да изгласа некаков вид, мислам, во собранието, неотповиклива декларација со консензус на сите политички чинители за прекин на разговорите за историски идентитетски прашања. Нешто што ВМРО ДПМН ено пред се научната фела од областа на историјата го бара во последниве неколку месеци, а сега во последниве денови таквото барање е се позасилено и погласно. И дали кон оваа декларација треба да се приклучат и медиумите, пред се новинарите, но и невладините партии и организации? Значи, ајде сега вака, веќе имаме една декларација која што помине едногласно во собранието. Таа беше за Гоце Делчев. Да, и таа декларација која што помине едногласно во собранието треба да биде декларација од крв и од месо, нели, да биде прифатлива за сите Политички чинители што се во собранието, така да го кажам. Меѓутоа, еве да се вратиме сега на ова, се барање на дополнување на оваа декларација токму заради стравот дека владата ќе се однесе со оваа декларација како што се однесе со декларацијата од 2008 година, од декември 2008 година кон прашањето со Грција. Таа декларација беше изгазена со Преспанскиот договор. Значи тоа е стравот. Или веќе еднаш ќе има еден преседан, оваа влада еднаш направила една глупост. Значи, можеби, не знам дали декларација, видите, дали декларација или пак дали можеби треба и документ, дали треба да се покрене еден поширок диалог, затоа што во моментов, како што ви реков, созрејани се нештата во Македонија. Не постојат покрупни разлики околу ова прашање, дури и помеѓу луѓе кои што до вчера беа во ровови околу многу други работи. Така што можеби не само научната фела, убаво го рековте, не само научната фела од историјата, од општествените науки, од политиката, туку и целото општество, медиумите, новинарите, невладините организации, синдикатите, не знам и така натаму, да се вклучат во еден многу поширок диалог кој што прво ќе тргне околу Бугарија и околу ова што не го прави Бугарија. А потоа ќе отиде во насока да се одговорат некои други исто така крупни прашања, меѓу кои што и целата оваа срамота со Северна. Условно кажано, кое што можем да ја кажем. Сега подсетивте на ова почетокот на прашањето за овој Костадин Костадинов, зашто зборувал така. А не може поинаку, знаете, се зборува кога се зборува за Гоце Делчев. Не иде Гоце Делчев и Северна. Ние имавме, например, нашиот премиер тресна една зелена и остана жив, како што викат, рече дека Гоце Делчев се борел за НАТО. Се сеќавате на таа. Да. Тоа беше пред 3 дена. Предходно Зоран Заев рече дека партизаните се бореле за Северна и за европска интеграција, некои такви небулози. Само се срамотат, само се брукаат со овие работи. Знаеме зашто се борел Гоце Делчев. Гоце Делчев се борел за Македонија како независна држава. Исто така знаеме и партизаните дека се бореле за таа работа, за Македонија како независна држава, но и членка на Југословенската федерација, за тоа се бореле. И фала им за тоа, и на едните и на другите што се бореле за тие работи. Меѓутоа, да не преме сега од историјата, како се вика тоа, дневна политички, да, војни. Господин Боцевски, го споменавте вие првото прашање и Костадинов, само за кратко да ве прашам, дали мислите дека Костадинов со оној говор во следните избори локални ќе
оди како независен кандидат по патот на градоначалникот на Куманово? И на овој начин ќе бара, јас мислам гласови од други политички партии. Мислам дека Костадинов е преблизок до Зоран Заев, тоа е едно. И мислам дека тој премногу себе си изволка со целата работа околу Преспанскиот договор. Да. Значи Максим Димитриевски, ако ништо друго, барем никогаш не сум го слушнал да употреби таа северна во било кој контекст. Така. Има една разлика меѓу едниот и другиот. И Максим е сепак настапува едни позиции кои што наликуваат на оној социјалдемократски сојуз како што го сакаат неговите бирачи. А Костадинов наликува на такво нешто, но дали тој може да го направи тој раскин со Заев? Дали сака да го направи или евентуално само станувало на еден вид на свестување дека во Македонија не може на поинаков начин да се гради политика на празна слама. Освен ако се исели од Струмица. Така. Да. Како ќе ја прокоментирате изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи дека доколку во јуни не добиеме датум за преговори, во тој случај оваа влада нема други опции? Дали ова во превод значи дека наскоро ќе има предвремени парламентарни избори? Па сметам дека и да има и да нема датум, тоа ќе мора да има предвремени парламентарни избори, затоа што владата веќе нема никаков, не само легитимитет за владење, нема авторитет за владење. Гледате, им пукаат афери секој ден, има луѓе кои што се помоćни од премиерот, условно кажано во самата влада, така што тоа е проблемот. Така. Владите во Македонија во последниве 31 година повторуваат дека стратешка цел на Македонија е влез во Европската унија. Дали влезот во Европската унија по секоја цена треба да ни биде стратешка цел или пак стратешка цел на Македонија пред се треба да биде како да се дојде до европските вредности и европскиот стандард на живот? Господине Боцевски, како да дојдеме до тие европски вредности и европски стандард на живот? Ми се чини првата работа е со почести избори. Затоа што ако нешто прават изборите, ве гледате дека успеваат да го извадат житото нели од каколот, што би рекле. Тоа е едно. Второ, мислам дека општеството созрева со тек на време. Повторно се случуваат некои работи кои што повторно во Македонија има работи што се недозволиви. Знаете, во 2017 година кога дојде Зоран Заев на власт, некои работи кои што беа недозволиви во Македонија не му беа дозволени. Му беа дозволени од поддржувачите од меѓународната заедница, тој го изгази уставот, законите, значи беше една оргија насилна во Македонија се случуваше, која што оневозможи уште оваа земја да стане на нозе. И не само тоа, гледате го ова невидено крадење кое што се случува на секаде во држава, ова невидена корупција од горе до долу, кршење на постапките, на процедурите, она спектакуларен пат на специјалното јавно обвинителство, значи сето тоа треба време прво да се абсорбира дека се случило. И добро, веќе подлека се стануваме, ја тресеме прашината од себе, наскоро очекувам дека ќе зачекориме. Значи, во право сте, дека целта е како да дојдеме до европските вредности, до европскиот стандард на живот. Еден дел од тоа представува нормално и тоа усогласување со законодавството на Европската унија. Тука воопшто не е лоша Македонија во тој процес. Воопшто не заостанува во однос на ево овие другите земји што ги спомна Србија и Црна Гора. Него има изгубено чекорот во тој дел. Меѓутоа се разбира дека на крајот на грижата значено и членството во Европската унија, токму заради бројките што ви ги опишав. Значи не е возможно вие да сте волку врзани со Европската унија без тоа на крај да го валоризирате со членство или пак со некој друг аранжман кој што ќе возможи функционирање заедничкиот европски пазар во Македонија и слободен проток на нашите граѓани, фирми и компании ширум овој заеднички европски простор. Значи тие се тие двете нешта на кои што треба да се работи. Так. Дали повеќето од македонската јавност имаат погрешна перцепција дека целта на Бугарија, но и на Грција со овие договори кои ги потпиша ненародната влада на Заев е да не променат и преобразуваат нас, поточно оваа генерација која сега го живее оваа време, наспроти вистинската цел, а тоа према мене е во
Воспитувањето на идните генерации се разбира преку промената на учебниците, историја и географија, да ги учат дека имаат бугарски или грчки корени. Ке се создаде ли раздор на генерациите, така што децата, внуците и правнуците така речено ќе се расправаат со нас, обвинувајќи не дека сме училе од погрешна историја и географија, бидејќи така им рекле наставниците. Не, веднаш да ве смирам, нема тоа да се случи. Не само што нема да се случи, туку сега има таква една контрареакција жестока, што нештата се врати наназад и тоа премногу наназад. Во изминативе години имаше некој приближување помеѓу Македонија и Бугарија по многу точки, кое што беше добро да се гради некој заеднички однос. Сето тоа се сруши. Сега повторно ќе треба од нула да се градат работите. И исто така и ја не можам да замислам, професор по историја, по географија, по македонски јазик, кој што ќе излезе и ќе зборува такви глупости. Не можам да си замислам едноставно. Значи тука да ве успокојам, нема да има такви работи. И тоа доколку дојде. Наколку дојде. И покрај тоа што сме убедени дека нема да дојде, и тоа стравот. Нема да дојде. Да ви веруваме дека нема да дојде. Не, за да дојде треба да има директна окупација на оваа земја, нема да го има тоа. Значи, дури оваа влада има некои работи кои што не може да ги направи заради отпорот од јавноста. Има отпор од јавноста кон оваа работа, сега не може учебник ми прави мене кај што ќе пишува таму дека има грчки или бугарски корени. Боже сачувај. Нема да се случи тоа. Верувам ќе се сложите дека е дојдено време за изработка на детална и соопфатна длабока македонска национална стратегија за македонско национално единство. Но на жалост, она што не обединуваше нас македонците, а требаше и понатака да не обединува во иднина, беа асном и асномските вредности кои, на жалост, ова ненародна власт ни ги избриша со потпишувањето на договорот од Нивици, така наречениот Преспански договор. Дали сега ликот на Гоце Делчев, односно неговите дела, можат и треба да изиграат главната улога за се македонско обединување околу македонските национални интереси, бидејќи друго, така речено, и не ни оставија овие од оваа, како што ние секогаш велиме, ненародна власт. Како да дојдеме до тоа посакувано обединување, бидејќи е очигледно дека сегашнава политика на политичките партии од коалицијата која е на власт е многу непродуктивна и погубна. Дали е возможно двете поголеми политички партии да се најдат на иста страна, барем за точката од витален интерес за нацијата и државата, после се ова што досега СДСМ и го направи на Македонија? Значи, ајде да тргнеме точка по точка од ова што кажувате. Прво, сметам дека Гоце Делчев својата улога во македонската историја ја одигра и длабоко сум и му јас и сите ние благодарни за тоа. Значи, на тие основи на кои што ги постави вредностите за идните генерации, како да ја градат својата нација. Исто така и асномската генерација. Што сакаат можат да бришат, меѓутоа, оваа Македонија е асномска Македонија. Оваа Македонија има директен континуитет од асномска Македонија и од асномските вредности. Нито кој тоа не може да го избрише, никој тоа не може да го поништи, нито тоа не може да го промени. Таа е Македонија. И така ќе продолжи Македонија да живее. Во однос на ова последно што го прашавте, па јас, видете, Социјалдемократскиот сојуз беше една киднапирана партија. Значи, македонци сме сите, без разлика дали гласаат за СДСМ, за ВМРО ДПМН, за било која друга политичка партија. Меѓутоа, верувате дека и гласачкото тело внатре верува во овие исти вредности и за Македонија, и за Асном, и за Гоце Делчев, и се противи на Преспанскиот договор и на сите тие други нешта. Тие беа прелажани, тие веруваа дека кој знае какви перспективи ќе се отворат на Македонија со Преспанскиот договор и така натаму, сега гледаме дека тоа била една голема шарена лага. И јас сметам дека промената за несреќа, промената во начинот на кој што се однесува СДСМ не може да дојде додека се на власт. Промената ќе дојде кога тие ќе отидат во опозиција и кога таму ќе дојде една генерација на политичари која што ќе реши прво да му се извини на македонскиот народ за сето тоа што го направи СДСМ на Зоран Заев, да побара прошка, а потоа да има едно раководство кое што ќе седне со другите партии и ќе ги изнесе работите во една друга и во една поинаква насока, каде што ќе се работуваат нормално не само ВМРО ДПМН и СДСМ, туку и сите релевантни политички партии на македонската политичка сцена.
Господине Воцевски, разговоров сакаме да го продолжиме со уште неколку прашања за кои посакуваме да ни дадете блиц одговори, ако е можно, за не подолго од 12 минути за истите. Како ќе ја прокоментирате изјавата на председателот Стево Пендаровски, која пред 2 дена ја даде во интервју на Канал 5 за поддршката на повторно судење на осудените за настаните од 27 април, односно враќањето на судскиот процес од почеток? Значи, јас мислам дека председателот Стево Пендаровски не треба да се однесува како аналитичар или како некаков си идеолог на владеачката партија или како, не знам, како некој независен мислител. Тој е председател на државата. Ако нешто треба да направи тој треба да им даде помилување на сите овие луѓе, тие ништо лошо не направија. Тие се политички осудени лица. Срамота е. Во Македонија во мај месец 2022 година имаме огромен број на политички осудени лица во затвор. Ако нешто треба да направи Стево Пендаровски, да ги помилува, а не да дискутира тука како независен аналитичар или како дел од дебатните емисии во Македонија. Во Бугарија и малку повеќе да се заслужи функцијата која што ја обава во моментов. Во Бугарија во средата, 4 мај, под покровителство на бугарскиот председател Румен Радев, се одржа национална конференција посветена на 119 годишнината од убиството на македонскиот апостол Гоце Делчев. Во 3-часовното пренесување на бугарската национална телевизија покрај поздравувањето на добрососедските односи со Македонија, можеа по кој знае кој пат да се слушнат негирањата за постоењето на македонската историја и македонскиот идентитет, користејќи го пренесот од таа конференција за промовирање на бугарската негација. Како гледате на ова, господине Боцевски? Кое добрососедство и го поздравуваат тие? Како тие го имаат замислено тоа добрососедство? Видете, тие се конзистентни, тоа мораме да им го признаеме. Значи, за нив Македонија е втора бугарска држава на Балканот. И која зборува за добрососедски односи со Македонија, зборува за добрососедски односи со втората бугарска држава на Балканот. Меѓутоа, пречката за тоа е таму, замислете, овдека има луѓе кои што не мислат така. Кои што некои несвестени бугари, луда работа. И ништо, ова е повторно, само долева масло на огинот. Тие, мислам дека кај нив дури има луѓе кои што сметаат дека на овој начин нас нешто не свестува. Ние ќе легнеме во кревет и кога ќе станеме, ќе заклучиме дека ние се бугари. Како нели оној што читал 3 месеци па се разбудил. Како тоа поинаку да го оцените како еден вид на несериозна е целата оваа работа. Еве, ќе кажам најконкретно и најотворено дека ова не придонесува кон заемните односи, а види, во однос на тоа како тие си ја замислуваат нивната историја, нивни проблем, нивна работа. Значи, меѓутоа, нормално како ние си ја замислуваме нашата историја, наша работа. Да. За 2 дена треба да се одбележи денот на победата над фашизмот 9 мај. Министерот за надворешни работи Буера Османи изјави дека владата донесла одлука за да не учествува на настанот за прослава на овој датум, со изговор дека биле организирани од руската амбасада. Османи обелодени дека испратиле и барања до општините да се приклучат кон одлуката на владата. Како ќе ја прокоментирате одлуката на владата и барањето испратено до општините, но и ставот на Османи дека нема сиви зони по оваа прашање, или сте со демократскиот свет, или сте со Русија, Белорусија и со Северна Кореја? Значи, јас мислам дека повторно сака да направат една стапица за опозицијата. Тука, значи, добро, веројатно руската за современа Русија 9 мај има едно огромно значење, тие се земја наследничка на Советскиот сојуз. Значи, на 9 мај Советскиот сојуз гора и не само Советскиот сојуз, него и сите останати земји сојузнички ја победија нацистичка Германија. И тој ден се слави во светот како ден на победа врз фашизмот. Тој ден во Германија се слави како ден на ослободување на Германија од фашизмот. Значи, нема тука ништо спорно. Ова што е спорно и како требава да се нападне? Треба да се нападне со тоа каде е прославата на владата на овој датум. Значи, без 9 мај 1945 година ќе беше многу тежок постоењето на Македонија како што сме си замислиле. Македонија израсна низ таа битка.
Ако ви отидете во спомен собата на Аснум, ќе видите таму дека покрај македонското знаме и југословенското знаме, има 3 други знамиња на земјите сојузнички. Знаме на Советскиот сојуз, на Соединетите американски држави, на Велика Британија. Значи Македонија беше дел од таа коалиција кога беше победен фашизмот и се изгради современа Република Македонија. Значи тука јас она што можам да го направам е да ги повикам општините да си направат свој настани, да ја повикам владата да направи свој настан. Меѓутоа, ако влада на Социјалдемократскиот сојуз, партија која што вели дека е партија наследничка на Сојузот на комунисти на Македонија, не го прослава 9 мај, па што понатаму да зборам? Пред 10 дена во Македонија престојуваше еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј, кој имаше средба со неколку високи државни, односно владини представници, но јавноста, нажалост, остана покуса за причината за неговата посета, пред се за содржините од разговорите. Освен една штура информација од министерот за надворешни работи, господинот Бујар Османи, дека имало некаков предлог, но не го соопштувал. Вие како дипломат, како ќе го прокоментирате сето тоа и за каков предлог станува збор? Што и се подготвува за зависа на Македонија и македонскиот народ? Ново национално предавство, еве ако сакате најкус одговор. Ако сакате еден подолг одговор, очигледно дека тоа е дел од притисокот врз Македонија да ги прифати бугарските позиции. Значи станува збор за една таква, како да ја наречам, еден таков притисок врз кој што е изложена во моментов Македонија, затоа што решавањето на македонско-бугарскиот спор најверојатно ги отвара преговорите за Македонија и за Албанија и тоа некој сака да го представи како некој голем успех. Тоа што немаше извис на вистина загрижува, меѓутоа исто така укажува на тоа дека најверојатно многу нешта останале недоговорени. Дали тишината што ја остави зад себе Оливер Вархеј е сигнал дека тој во Брисел не однесе позитивни вести во однос на решавањето на спорот и кревање на ветото во јуни? И дали ваквата мистериозност ќе има контраефект, отварајќи ја вратата на Албанија сама да го продолжи патот кон европската евроинтеграција, зашто има најави за ваквата поддршка од Бугарија? Тоа се две различни прашања. Првото прашање е да имаше добри вести, тоа овдека по цел ден ќе се вртеше само тоа. Затоа што очигледно оваа влада тој датум го има веќе фетишизирано до ниво на некаков невиден триумф. А знаеме дека тоа не може, административна работа не може да биде триумф. Но добро, тоа е нивна работа. Тоа значи веројатно точно нема некоја позначено придвижување, барем од она што го знаеме. Сега, во однос на Албанија само да се придвижи не го очекувам тоа, сега искрено зборувам, мислам дека тука нештата за сега Македонија и Албанија се врзани садови во оваа работа. Односно, мислам дека можеби Бугарија ова ќе окористи да провоцира Македонија, можеби ќе окористи некој во Брисел ова да ја провоцира Македонија, но не очекувам вакво едно раздвојување. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Али Ахмети, но и на Артан Груби дека споменикот во Слупчане треба да не обедини? На кого мислеа кога тоа го изјавува, бидејќи сум убеден дека не мислеа на обединување помеѓу македонците и албанците? Срамна и непримерена и непристојна изјава. Не, тие токму на тоа мислеа. Тие мислеа дека македонците треба да го прифатат 2001 година како еден вид на војна за национално ослободување, заедничко и за создавање на оваа Македонија рамковна во која што живееме. Тие така толкуваат историјата. Историјата почнува со рамковниот договор, претходно ништо не се случувало. Срамно е. Значи Али Ахмети треба да се извини за 2001 година ако сакаме да направиме еден убав диалог околу целата таа работа. Се разбира, нема светци во оваа работа во македонско-албанските односи, низ вековите имало гревови од едната и од другата страна, тука да не бегаме од тоа, меѓутоа за таа работа се прави еден убав разговор. За 2001 година па нема ни дилеми, во Македонија имаше 10-11 години демократија, имаше демократски процес, многу се постигна во однос на правата на албанците во Македонија, во однос на уважување на нивната културна посебност, јазик и така натаму, и немаше никаква причина да се случи тоа што се случи 2001 година. 2001 година не знаеме зошто се случи, едноставно имаше еден јасен политички процес во Македонија, демократски, како што се одвива во секој општество. Ова е срамота. Значи ова е уште една провокација дали Ахмети од Артан Груби. Тие се уште ја користат УЧК, крвавата кочула на УЧК и победата врз македонците кој што тие замислат од 2001 година за своји политички цели, односно за
своји коруптивни цели. До кога ќе им врви ова, не знам, меѓутоа мислам дека се заситува веќе јавноста помеѓу македонските албанци околу целата оваа работа. Так. Како ги прокоментирате скандалите во владата, најпрво во она на Заев, а сега и во оваа на Ковачевски, со замешаноста на генералните секретари Драги Рашковски, Мухамед Зекири во коруптивни сделки и при тоа нивните предпоставени екс-премиерот Заев и сегашниот Ковачевски да не сносат никаква политичка одговорност? Значи, не може генералниот секретар да работи без насока од премиерот, тоа да се разбереме. Дали треба да носат политичка одговорност? Да. Дали треба да носат и кривична одговорност? Да, но за тоа има судови кои што треба да ја утврдат. Прашањето што тие се во моментов процесирани е прашање за себе. Ова Мухамед Зекири во притвор, мислам дека не е убава таа работа, мислам дека има други мерки кои што треба да го возможат тој, нели, да не избега, условно кажано, меѓутоа притворот не треба да биде казна, во моментов тој е невин човек се уште, дека не се докаже спротивното, меѓутоа очигледно е дека местото генерален секретар на владата во владите на Зоран Заев и на Ковачевски било легло на корупција. Дали е можно да се случи чудо до јули и да се крене бугарското вето, имајќи ги во предвид позициите и барањата на бугарската влада, односно бугарското општество, и дали македонското прашање, вакво какво што е, го имаме денес, всушност е креација на Европа, односно Европската Унија, не дозволувајќи постојање на македонска држава? Не би одел толку далеко да кажам дека тоа е креација на на Европската Унија и да не се дозволи постојање на македонска држава, значи тоа е наша работа. Ако ние си ја сакаме Македонија, ќе се избориме за нејзе против сите. И не постои народ на кој што кога си засака својата држава, некој може да му ја земе, нема таква работа во историјата. Дури некој да го направи тоа, кратко трае. Народот враќа, си обединува и од никаде после ви извира повторно таа држава како што тој народ си ја замислил. Ние си ја замислуваме Македонија како што си ја сакаме. Таа Македонија ќе се избориме за таа Македонија, независно од тоа кој тргнал да ја руши таа Македонија, а Бугарија може само да сонува да ја бугаризира Македонија, ако повторно тргнат во некој лудила, ќе завршат исто онака како што заврши во 1944 година. Како ќе го прокоментирате равенството што пред некој ден председателот Пендаровски го постави помеѓу македонската историја и споменици и она на УЧК? Молам, не ве слушнав. Велам, како ќе го прокоментирате равенството што пред некој ден председателот Стево Пендаровски го постави помеѓу македонската историја и спомениците и она на УЧК со споменикот? Па вон секоја здрава памет е тоа. Так. Вон секоја здрава памет. Значи не може тоа да се изедначи. Не може тоа никако да се значи лудо едноставно. Тоа е споменик направен да провоцира, точка. Нема потреба никакви друго толкување. Што мислите за формирањето на новата бугарска македонска историска комисија во Сенка, која ја формирала бугарскиот историчар Стефан Дечев, во која комисија од македонска страна учествуваат и поранешните премиери Љупша Георгиевски и Владо Бучковски, како и универзитетската професорка Катерина Колозова? Што сакаат може да прават, мислам, се во Сенка, ајде на сонце нека направат една комисија. Мислам, или не знам, во Охридско езеро ќе направат една, или на Црното море ќе направат една. Значи, нека се забавуваат таму, тие што се само прогласиле дека се историска комисија, ако направат нешто корисно ќе го коментираме, во што се сомневам, искрено кажано. Така што, тоа е мојот коментар, нека биде. Како ќе ја прокоментирате пропаднатата инвестиција во добрососедските односи, мислам на авиолинијата Скопје-Софија, која ќе се затвори на крајот на овој месец, а за која инвестиција ние овде на македонски корени уште кога ја најавија така помпезно, рековме дека е неиздржлива и бескорисна. Значи, во моментот кога има толку голема трговска размена помеѓу Македонија и Бугарија, значи, живот и така натаму, може ќе биде и одржлива
сега не е одржлива. Значи односот на патувањата помеѓу двете земји таков како што е. Не само тоа, туку не знам дали знаете, имало, мене ми кажува, не сум го гледал. Имало еден прилог на некоја бугарска телевизија каде што од редакцијата во Софија тргнале со автомобил кон Скопје една екипа, а втората со автомобил тргнала кон летот помеѓу нели Македонија и Бугарија и се договориле се чекаат некаде на паркинг кај зоолошката градина во Скопје. И наводно оваа група што тргнала со автомобил стигнала побрзо, нели? Ова може да е анегдота која што сум ја слушнал. Меѓутоа тоа е добар одговор. Чекањата на аеродром кога ќе испои со летот многу подолго испаѓа. Да, ништо чудно и да е вистина. Господине Боцевски, сакам да ве навратам на една тема. Јас чекав ова прашање да го поставам, меѓутоа досега не ми се пружило прилика. Ево сега ќе го поставам, верувам дека ќе добија. Неколку дена пред да се одржи последната конференција на Европскиот совет во Европскиот парламент, кога покрај другите точки на дневниот ред беше и точката за пресудите во Страсбург, ние го побаравме министерот за внатрешни работи господинот Бујар Османи да ни гостува на македонски корени овде, за да му го поставиме следново прашање. Како ќе настапи по однос на оваа точка за 16 пресуди кои се поврзани со основните човекови права на македонците во периферискиот дел на Македонија, денешна Бугарија? Нашата покана не беше прифатена, а поканата ја упативме како резултат на една информација од адвокатот Тони Менкиновски, застапник на македонците од Бугарија, кога ни гостуваше на македонски корени, дека нашите дипломати во минатото, кога ќе дојдела оваа точка на дневен ред, се криеле по ходниците и по кафулињата за да не учествуваат на расправата. Сега, по завршувањето на оваа последна конференција на Европскиот совет, добивме една, се уште не можеме да потврдиме таа информација, дека не само што не се појавиле, туку од Министерството испратиле инструкции, односно дипломатска нота до македонската мисија во Страсбург, поточно до дипломатите кои ја представуваат Македонија, да не учествуваат во расправата, на која расправа за се потекнало прашањето околу неисполнување на судските пресуди. И тоа било поттикнато од страна на една скандинавска земја. Докаде ќе стигнеме со ваква дипломатија? Имате ли вие некакви сознанија за која земја станува збор и кои се тие дипломати кои што ја услишале наредбата на Османи? Да, сум ја слушнал јас оваа теза, меѓутоа и за мене не е потврдена. Ако се случила, тогаш тоа е страшно. Ако се случила тогаш тоа е страшно, иначе верувајте не е баш така. Значи нашите дипломати во Страсбург нормално дека ќе поддржат вакви секогаш кога станува збор за таа точка, ја поддржувале. Ама досега Бенкиновски таму оди на тој е заставник таму и немало воопшто од нашите представници таму да ја бранат. Да ги бранат овие. Значи пак ќе кажам, тоа е лошо. Ако е лошо е, мислам ако е така, вон секоја здрава памет е. Јас знам дека, на пример, кога беше Звонимир Јанкуловски, можете него да го побарате во вашата емисија Амбасадор во Страсбург, потоа нели тој беше во Ватикан амбасадор, дека тогаш нештата оделе во една поинако. Односно, знам дека И за тоа има анекдота. Не знам дали се работи за истиот амбасадор, кога се запознале тамо во Страсбург, го повикал Менкиновски и Менкиновски му рекол дека јас имам уште неколку други со мене, кои се тие, па тие не се од Македонија, за бугарите од кои што биле во таму. Сум го слушнал, значи има многу анекдоти, меѓутоа од друга страна има и една убава, има и работа дипломатска која што е позитивна. Дипломатите кои што јас ги познам, кои што ми се мене блиски пријатели, кои што службувале во Страсбург, знам како функционирали и ми покажувале транскрипти од нивните функционирање, така што еве за нив можам тоа да кажам. Да, меѓутоа еве во однос на ова доколку еве ќе испитуваме и ние од оваа страна, кога ќе дојдеме до сознание ќе го споделиме со вас. Добро, ви благодариме многу.
Господине Боцевски, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Посакуваме да си имате пријатен викенд, пријатно до слушање и секако довидување овде на Македонски корени. Ви благодарам и вам. Пријатно. Пријатно. Довидување.